Речиси празните училишта и полупразните градинки поради ковид кризата годинава ќе го прекинат или барем ограничат дарувањето цвеќиња и други подароци на воспитувачките и наставничките од страна на децата. Токму таквата ситуација поттикнува размислувања и коментари дали и колку се позитивни наметнатите навики кај младите популации, својата благодарност, почитување и љубов кон нивните втори мајки да ја искажуваат со подароци по собствен избор, но и во зависност од материјалната моќ на родителите. Впрочем, не се далечни времињата кога децата поддржани од родителите купуваа и даруваа од цвет до злакен накид. Поради тоа, славеничките кои се заминуваа од работа беа пренатрупани со цвеќиња, разни украси, па и повреден накид. При тоа, никој од воспитно-образовните институции не направи анализа како тој натпревар на ефтини и скапи подароци влијае кај децата од различен социјален статус и какви рефлексии на нееднаквост манифестира. Токму затоа, наместо овој значаен празник да се претвори во натпревар на материјалното на децата од најмала возраст, многу подобро би било да се искористи како можност за негување на колективното. Повеќе како пример, отколку како предлог е токму на Меѓународниот ден на жената, децата од предшколска возраст и учениците да формираат собствен фонд во рамките на групата или одделението, да донираат скромен износ на средства и од него да купат подарок кој ќе остане во училницата и ќе ги потсетува во текот на целата година на взаемната љубов и почит. Патем, сите ќе можат да сметаат дека дале подеднаков придонес во заслуженото внимание кое им го искажуваат на нивните втори мајки, наместо едни да се срамуваат од скромниот подарок од неколку десетина денари, наспроти горделивите чии родители издвоиле неколку десетини евра, затоа што нели љубовта со пари не се купува.